Papermill ја информира јавноста дека сите мерења на емисиите од фабриката извршени од страна на акредитирана лабораторија во месеците септември, ноември и декември 2021 година, како и јануари годинава, покажуваат вредности на емисии на количество на прав во димните гасови во воздухот по 20 пати пониски од нормата. И инспекцијата на Државниот инспекторат за животна средина преку Оделението за инспекцијски надзор во животната средина Североисточен и Источен регион, канцеларија во Штип, направена во октомври 2021 година, утврди дека Papermill користи биогориво од сончогледови пелети за целиот технолошки процес. При инспекцијата беше утврдено дека Papermill работи во согласно со интегрирана дозвола и под граници на дозволеното, наречиси сите параметри, додека одстапки беа нотирани во емисијата на јаглероден моноксид. Согласно решението на Државниот инспекторат за животна средина, во кое се задолжи Papermill да изврши мерење на параметрите на емисиите од стационарниот емитер оџак во воздух 3 месеци редоследно и при тоа да се направи лабораториски анализи на составот на пелетот што се користи како гориво во технолошкиот процес, Papermill ги изврши истите и ги достави до Државниот инспекторат за животна средина во канцеларијата во Штип. Во врска со организираните протести на мал број граѓани пред фабриката, раководството јавно поканува на средба представници на овие граѓани за да им се презентираат резултатите од мерењата и технолошките процеси, а истовремено реагира и на неоснованите тврдења за Papermill како виновник за загадувањето во Кочани. Со жалење ќе констатирам дека повторно неправедно се етикетира Papermill како единствен загадувач во Кочани. Сакам да ја потсетам јавноста дека и кога не работеше фабриката Papermill во почетокот на минатата година, во истиот овој зимски период, вредностите на загаденост на воздухот во Кочани беа високи, сместувајќи го Кочани на врвот на листата на најзагадени градови во земјава. Сите инвестиции и заложби што ги правиме за подобрување на процесите и заштита на животната средина ги покажуваат нашите заложби за одговорно и правилно работење. Секако, остануваме отворени за појаснување и соработка со сите чинители. Подготвени сме да инвестираме и во независна стручна студија која ќе ги лоцира и точно ќе ги мапира сите извори на загадување во Кочани, со цел да се лоцираат соодветно изворите, за да може општината и субјектите, вклучувајќи ни и нас, да изнајдеме решение на проблемите кои ги имаат жителите на Кочани, изјави Јулијан Даскалов, генерален директор на Papermill Кочани. Papermill инвестираше над 55.000 евра во март минатата година во нов рекест филтер кој тројно ги подобри параметрите на штетни емисии во воздухот кои се во рамки на европските стандарди. Papermill од Кочани како инвеститор во земјава има значајно социоекономско влијание на локално и национално ниво, како работодавачи во економијата и кон тоа Papermill како единствен рециклатор на хартија е значајна алатка во процесот на рециклирање на отпадна хартија во остварувањето на националните цели за рециклирање и во синџирот на циркуларната економија во земјава.